Продолжува дипломатската офанзива на владата предводена од Христијан Мицкоски. Од Германија на Минхенската безбедносна конференција преку Атлантикот до Соединетите Американски држави на клучни средби во Вашингтон. Билатералните средби кои ќе ги остварува деновиве. Премиерот ќе ги искористи за појаснување на македонската позиција во ЕУ. Првиот состанок беше со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Во фокусот на разговорите, како што информираше владината прес-служба, биле европските интеграции, напорите и отстапките кои досега ги има направено Македонија. Мицкоски му порачал на Кошта дека заслужуваме да одиме напред и веќе никогаш да не бидеме заложници на билатерални спорови и препреки. Македонија направи многу и Европската унија мора да покаже подготвеност тоа да го вреднува на вистински начин, а тоа е преку динамизирање на процесот на преговори со Европската унија, истакна Мицкоски. Тој посочи дека владата е силно посветена на судските реформи, испорачување на правдата и борбата против организираниот криминал, зашто е потребна поддршка и мобилизација на сите општествени чинители. Мицкоски посочи дека првенствена цел е борбата за стандардот на граѓаните и подобар живот, што ќе се постигне преку иновации, инвестиции и силно образование. Мицкоски на безбедносната конференција ќе земе учество на финалниот настан кој е посветен на пристапните преговори на Западниот Балкан со Европската унија. Во Германија тој е придружуван од министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Од 16 до 18 февруари Мицкоски ќе присуствува на Минхенската безбедносна конференција, еден од најважните светски форуми за глобална безбедност. На овој настан, кој ги собира водечките светски лидери, премиерот ќе зборува за процесот на интеграција на Западен Балкан во Европската унија, како и за геополитичките и енергетските предизвици што го обликуваат регионот. По Минхен, Мицкоски ќе отпатува во Вашингтон на најголемиот политички собир на конзервативците, организиран од Американската конзервативна партија. Се очекува дипломатските активности да ја интензивираат стратегијата на Македонија за стабилност, пристапување кон ЕУ, но и зајакнување на односите со стратешките партнери САД, кои ја поддржуваат земјава на патот до европското семејство.